Појавата на парвовирус или народски кажано мачја куга во еден од скопските хотели за кучиња ги вознемири Скопјани. Хотелите за домашни миленици и местата со многу кучиња можат да бидат високоризични, особено за невакцинираните кучиња, односно за домашните миленици. Тема на која што утрово разговараме со Воислав Димитровски, доктор по ветеринарна медицина. Добро утро, добре ни дојдовте во емисијата. Добро утро, добро најдов, и еве имаме една тема не толку популарна кај собствениците, но би требало да се адресира и да разговараме на како да превенираме и како да се однесуваме кон болеста во места најчесто кај што повеќе групно кучиња битуваат. Дали ова сериозна закана за кучињата и еве веднаш ќе ве прашам, некако и луѓето малку крена можеби поголема паника, дали се пренесува од куќа на човек? Да. Одлично ми е прашањето, затоа што вчера веќе почна да речеме да струја такви гласини, па дали е зооноза, дали не е зооноза, паравирусата не е зооноза, така да ние луѓето воопшто не треба да се грижиме дека може кучето нешто да ни пренесе на нас, освен нели нормално ако кучето оваа болест, ако нашето куче е болно од оваа болест, нормално поминува и кон диареја, крвава диареја и така натаму, па може да речеме определени стафилококи и така натаму од самиот измет при собирањето, ама тоа е веќе хигиенско прашање, не е прашање на пренесување на вирусот кон друг вид на животно, значи ова е специјално, односно болест, вирус кој што делува само кај кучињата и кај никој друг вид. Иако се вика мачја куга, нели тоа е едно старо име, односно името кое што се провлекува од некоја, да речеме, од прошлиот период, се верувало дека мачките ја пренесуваат и затоа болеста таква, апсолутно нема никаква конекција со друг вид на животно освен со кучињата. Колку тука да бидеме безбедни во смисла кога сакаме да купиме миленик од, да речеме, од гледувачница, меѓутоа често нели се носат од соседните земји, тука ќе го споменеме примерот со Србија кој што ни е најблискиот. Тука всушност влегуваат голем број на домашни миленици во нашата земја. Дали тука се заштитени доволно и дали, да речеме, парвовирусот се пренесува кога се транспортираат овие миленици? Да. Неовластеното преминување преку граница или селектирани кучиња во друга држава и носење во нашава држава доста често се случува и може да ги видиме огласите дека се полни со кучиња кои што се носат од други држави, најчесто од Србија, затоа што реално Србија има многу поразвиена кинологија од нашата, поготово за овие мали раси на кучиња кои што се купуваат најчесто околу новогодишните празници, да се задоволат желбите на малите. Тоа не е правилно, сме зборале со вас неколку пати кога, како, на каков начин се зема куче и така натаму. И изворот од каде, кој ни го носи кучето и селекцијата на леглото е многу важна. Да се земаат кучиња како на пазар, да му се јавиме на некој на определена реклама и да му речеме сакаме определена раса на куче, донеси ми и тој да ви ја донесе у рок од 2 дена и да ви кажува дека ќе биде педигрето, нема да биде, утре, заутре, на крај да останете без никаков документ за потекло на животното, е многу лоша пракса кај нас во општеството. Очигледно дека јавната свест е на доста ниско ниво, луѓето емотивно постапуваат кога селектираат куче, односно го сакам сега, одма, денеска да дојде, нели, тоа што тоа не е јајца на пазар да ги купуваме, тоа е жив организам кој што ќе ни биде вечен доживотен сопатник за нас. Затоа треба навистина добро да селектираме. Обично ваквите кучиња од странство се групираат од повеќе одгледувачници или од повеќе легла, едно од нив да биде заразено во текот на патувањето или во престојот кај домакинот кој што ги увезува, односно ги шверцува. Се мора така да се изразиме, може малце е прегрубо, ама навистина отиде на работата многу подале од колку што треба. Тогаш веќе сите други останати кученца од другите легла што биле здрави може да бидат заразени и почнува нашата голгота ветеринарна, затоа што доста често кучиња од странство кои што се донесени во држава, во таков групен транспорт, се болни од најчесто парвовироза. Тука и коронавирусот не е тој, нели, кај луѓето што они имаат специфичен коронавирус, и почнуваме со лекување. Верувајте дека шокот, стресот за семејството е огромен, поготово затоа што тоа куче обично е купено и во усогласеност со најмладите членови на фамилијата, па доаѓаат една многу непријатна слика, детето се радува дека ќе добие кутре, а добива кутре кое што е болно, има непријатни слики, се носи секој ден на ветеринар и не дај Боже точно оваа болест може да биде и летална за малите кученца и тоа е веќе една многу голема стрес во семејството од еден убав чин што сакале да го направат за да имаат еден здрав миленик кој што во иднина ќе живее со нив. На кои се начини се пренесува
овој вирус. Да, како што спомна колегата Жарко пред мене, да го поздравам колегата Жарко, многу убаво соработуваме со нив, се пренесува преку контакт куќе со куќе. Преку користење на заеднички, да речеме садови за јадење преку изметот. Изметот е голем резервар затоа што тој дава продолжен век на живот на вирусот. Преку плунка најчесто, преку заеднички контактни површини, играње, нели, они нормално кои играат и се гризат, се дават, се лижат и така натаму. Значи секој таков контакт може да ја пренесе конкретната болест, но и другите болести против кои се вакцинираат животните. И затоа апелираме секогаш во нашата амбуланта задолжително, тоа и ги потсетуваме нашите клиенти, преку СМС пораки кога ќе дојде времето за следната вакцина, за да немаме немил настан во иднина. Да, секогаш апелираме дека треба да ги вакцинираме домашните милиници, затоа што така се заштитуваме ние самите. Да ги споменеме тука хотелите за кучиња, кои што од вчера се навистина актуелни. Често знаеме да го ставиме нашиот миленик кога немаме кој да ни го чува и некако тука сме најбезбедни. Да. Меѓутоа излезе случај во кој што за жал заврши како што заврши многу лошо за миленикот, сепак се работи за младо куче и верувам дека како што споменавте и вие на семејството сега му е најтешко во овој период. Да, реално колку така. Се безбедни тогаш хотелите тука кај нас? Видете, хотелите кај нас се нерегулирана категорија во однос на безбедност на кучињата, здравствена состојба на кучињата. Тоа не е виновна, да речеме, агенцијата, затоа што агенцијата контролира се што е во нејзина овластување да го контролира. За жал, хотели за кучиња, пансиони за кучиња и така натаму не се во доменот на редовна контрола на инспекцијскиот надзор во државата и тоа навистина би требало со некој следно законско решение да се регулираат. Они се регулирани како основен трговски субјект во централен регистар и тука никој нема надлежност да ги контролира. И навистина треба тука државата да преземе чекор, затоа што има примери држави каде што, да речеме, хотел за кучиња, пансион за кучиња, одгледувачница и така натаму си има определени стандарди, услови кои што треба да бидат исполнети и понатаму да бидат контролирани. Во секој случај, луѓето кои што се занимаваат со оваа дејност, навистина ги познаваат нормите. Јас би поздравил неколку луѓе кои што самостојно, нели, отворија таков тип на хотели, кои што се консултираа со мене од почетокот до отварањето на бизнисот, точно кои протоколи, они си имаат протоколи изработено како тие кучиња ќе треба да ги третираат во рамките на нивниот престој или превземањето на кучињата. Во секој случај главниот совет е куче кое што не е вакцинирано, не е третирано за надворешни и внатрешни паразити да не се прими во престојот. Престој има различни категории, како што спомнав сега некој, значи имаме и дневен центар. Истото важи за дневните центри, има груминг салони, исто така и тие треба доста внимателно да постапуваат со кучињата, односно секоја да речеме правен субјект кој што на едно место собира поголем број на кучиња кои што се од различни извори, без разлика тоа дали се улични, дали се домашни, дали се Ама многу често и на социјалните мрежи се нудат сместување за домашни миленици во домашни услови. Да. Речеме се изнајмува стан во кој што нели собственикот чува по голема група на кучиња. Да. Како тогаш да превенираме? Видете, затоа кажав регулирани и нерегулирани. Јас ви кажав дека мене ме контактирале неколку, да речеме, регулирани хотели на кучиња кои што си имаат определени принципи и стандарди на постапување. Доста често се јавуваат индивидуалци кои што виделе определена финансиска бенефит од целата работа, не се доволно едуцирани, не се доедуцираат, но сепак чуваат мал број или голем број на кучиња. Имавме многу сериозни случаи со луѓе кои што сакаат многу да помагаат на животните, а не знаат тоа како го прават, а сепак некогаш и доста гласни на социјални мрежи дека они тоа го прават. Па имаме кучиња со десетици кучиња кои што се угинати во приватни прифатилишта од една определена заразна болест, не е парвовироза, станува збор за штеначак, дистемпер кој што е уште пострашна од оваа. Станува збор за прифатилишта кои што се официјални, кои што поради емпатијата на луѓето кои што функционираат во самите прифатилишта, хордаат кучиња на едно место и потоа представуваат резервар на определена заразна болест, затоа што тие кучиња идат и трансфер низ тие прифатилишта и се враќаат повторно на локација. Затоа навистина треба луѓето кои што ја познаваат темата, кои што знаат што значи превенција, кои што знаат што значи заштита на здравјето на животните, да нема понатаму продолжување на определена заразна болест, навистина да бидат консултирани и да бидат послушани при ваков третман на животни. Тука станува збор и за официјалните прифатилишта и за импровизирани прифатилишта на луѓе што мислат дека знаат што прават. Кога сме кај превенцијата, дали вакцинацијата е клучна? Вакцинацијата во конкретниот случај е клучна, да. За заразни болести, за бесни лој е задолжителна.
ова е и по избор, но е клучна. За домашните животни еднаш годишно навистина е убаво да се вакцинираат кучињата. За овие кои што се, да речеме, повторно ќе ги кажеме, одгледувачници, некакви групи на кучиња кои што се собираат, прифатилишта и така натаму, се препорачува на влез да се вакцинираат кучињата, затоа што ако не се знае поготово историјата на кучето, можеби некој сосед го земал кучето и го вакцинирал пред 15-20 дена, но вие немате информација за тоа, кога ќе го донесете кучето без никаква историја во група на кучиња каде што може да и тоа да се зарази од нив и тоа да зарази други, во секој случај на влез или на стручен, да речеме интернационални јазик се вика на интейк, мора да се вакцинира животното. Од тука како до безбедна социјализација на домашните милиници, во смисла излегуваме, ги шетаме надвор, немаме проблем со оние улични кучиња, знаат често да си играат заедно, меѓутоа од вчерашниот ден се крена малку поголема паника. Како да реагираме доколку ги видиме првите симптоми кај нашето куче? Прво да знаеме дека времето е за заразни болести, но дури и чудно да нема паника кај граѓаните, ние немаме случаи во нашата ветеринарна амбуланта, немаме случаи на парвовироза се уште оваа година, што значи дека во јавност, на јавна површина, на површина каде што почесто се дружат кучињата, болеста не циркулира. Да немаме паника кај луѓето, па сега сите индивидуално, па немој случајно да се допре до друго куче и така натаму, сега за сега болеста ја нема, реално. Што значи дека е некаков вид на болест во определен субјект, во конкретниот случај пансион за кучиња, кој што е ограничен. Така што да не ја шириме паниката, па сега сите да се плашиме, па да не се дружат. Но во секој случај, таму каде што ги носиме кучињата, во дог паркови така натаму, да си ја знаеме групата со која што нашите кучиња се дружи, не е ништо срамно да го прашаш човекот кој што го шета кучето, кој што сака да си игра со вашето куче, дали е вакцинирано кучето. Ако е вакцинирано, ако ви потврди, нели тоа е одговорност на сопственикот, тогаш ги пуштаме и си играат и сме задоволни сите. Така што, една таква тип на комуникација може би е дополнителна мерка во однос на контрола на тоа нашето куче да биде заштитено. Во секој случај, доколку е вакцинирано, можеме да се заразиме, може да го направиме паралела со ковидот, нели, кога се вакциниравме, ако си вакциниран, тоа не е гаранција дека нема да се заразиш, но дека најверојатно многу полесно ќе поминеш болеста. Истото важи и за вакцинацијата кај кучињата. Значи, простор за паника нема. Нема. За воиднина, доколку некој сака да однесе куче во таков хотел, мотел за миленици, прифатилиште, што треба, каква комуникација, што треба да побара како доказ дека се исполнети некакви си услови, некакви стандарди? Значи, прво треба сопственото куче да биде вакцинирано, ама не само вакцинирано, третирано на дворешни и внатрешни паразити, за да ги заштитиме другите. Од тука натаму, кога ќе влеземе во прифатилиштето, треба да прашаме какви протоколи за контрола има. Дали се прашуваат сопствениците, ама ние тоа ќе го видиме со нашето куче, дали кога ќе сме се јавиле не прашали или не прашали, не рекле само донеси го кучето, нема проблем, супер, ние го гушкаме, го сакаме, ама не ме праша основните работи. Треба прашаме какви хигиенски мерки има и сосема сме во правото да прашаме дали има протокол, односно контролна листа за хигиенско одржување на објектот. Може да видиме таму на самата хигиенска листа, да, една-две од претходните 4-5 дена, чисто да видиме, не е проблем, секој еден од нас може тоа да го направи. Кога ќе видиме какви средства има, на каков временски период е и така натаму. Препорачувам секој хотел на кучиња да има определена книга каде што има појава на вакви заболувања, тоа на мене ќе ми даде доверба во системот дека они го контролираат. Ако таа книга е празна, јас тоа не верувам. Значи нормално е, на секое место е сосема нормално да има ваков тип на проблеми. Никој објект, субјект кој што чува кучиња, група на кучиња на едно место не е имун. Така што тоа е како една болница, како детска градинка. Нашите деца ги носиме во детска градинка, нормално ќе се врати со вирус од едно друго дете и така натаму, а ние си контролираме децата во секој случај. Иста е работата. Ама треба да видиме какви протоколи има за да го донесеме кучето и да се довериме на тоа. Во секој случај при појава секако да се консултираме, секогаш знаеме да кажеме со нашиот матичен ветеринар, затоа што нели се разбира таму ги носиме на нашите милиници, кога сме веќе кај ветеринарните доктори за време на новогодишните празници, дел од нив, можеби и сите, не работат. Што во тој случај? Како да реагираме кога се случува сега, ќе бидат
период кога знаеме понекогаш и ние да погрешиме да му дадеме несоодветна храна на нашиот миленик. Да. Ова е малку поинаква тема, меѓутоа убаво е да ја споминеме на крајот од годината. Да не претеруваме со храната и да се задржиме на она што е навикнато да ја ракучат. Прашањето ви е перфектно, затоа што доста често симптомите на паровирозата се мешаат, односно се исти со симптомите на давање на определена храна која што не е карактеристична за кучето, па горе-долу симптомите се исти. И повраќа, има диареја и така натаму, малце е натажено, а може луѓето да го поврзат точно со ова, а всушност тие да дале некаква зачинета храна, некарактеристична храна и така натаму. Така што прашање руска салата, да. Значи и коски никако да знаеме. Значи сега доаѓа време на новогодишни празници, коски не на кучињата, пршлени никако, делови од кременадли и така натаму никако. Треба да знаеме дека ветеринарите и они се живи души и они треба да одморат. Затоа малце и поодговорно да бидеме према животните. Во секој случај, верувам дека матичниот ветеринар, таму кај што си го носите кучето, кога ќе го види вашиот телефонски број, му се јавувате во определено време кое што е надвор од, да речеме, неговото редовно работно време, дека секогаш ќе ви излезе во пресред. Така што, доколку имате добра соработка со матичниот ветеринар, мислам дека ова нема да биде никаков проблем. И нашата ветеринарна амбуланта веќе најавивме на нашите клиенти кои денови ќе работиме, кои денови нема да работиме, веќе знаеме кои клиенти ќе имаат реална потреба од нас. Ние во текот на денот сигурно од час до два ќе дојдеме за редовните пациенти. Пациентите не прашуваат дали ќе се разболат или не. И доколку има итни вакви случаи, ќе гледаме да ги уклопиме во тие час-два каде што ќе бидеме активни во текот на денот за да им помогнеме на пациентите. Се надевам дека секој од нашите колеги ќе има ваков период, затоа што животните не прашуваат кога ќе се разболат, но сепак треба и собственици да бидат доста одговорни, да не даваат мрсна храна, да не даваат високо зачината храна, да не даваат нестандардна храна што до сега не им давале на милениците, да ги почастат за новогодишните празници, затоа што после може да стигнеме до овој период и во конкретниот период веќе забележуваме од кога почнаа славите зголемен процент на кучиња со гастритни и ентерогастритни промени, кои што точно знаеме, самите собственици ни кажуваат да дадовме вчера, завчера, прекчера и така натаму различен тип на храна. И уште една работа, мислам дека сме при крајот, мора да се заблагодариме на градските власти што го спречија огневетот за оваа година. Тоа е голем стрес за кучињата, навистина, и мислам дека средствата навистина може многу попаметно да ги трошиме, освен да ги пуштиме во воздух 3 минути. Да, ама и ние граѓаните да се воздржиме од пиротехника, затоа што апел, периодов, ако гледаме, тоа е тажната слика на оние вознемирени животни на секаде низ градот, затоа што тие се плашат всушност од сето тоа. Да, затоа што ја обработивме темата пред да беше одлуката, ја поздравуваме одлуката, можеби и ние сме допринеле малку во конкретната одлука на градските власти. Имаме уште малку време. Драги, имаш уште некој дополнително прашање? Па не, јас немам, бидејќи немам, јас миленици не сум толку упатен во целата оваа проблематика, меѓутоа знам дека паниката која вчера се создаде па посебно во медиумите, навистина очигледно е потребна. Да, и да споменеме дека треба да го вакцинираме секој миленик и се разбира да се стави микрочип. Микрочип задолжително. Јас би сакал уште една тема да покриеме во однос на животните, кога ќе земеме животно од некој определено место, без разлика дали е контролирано од одгледувачница и така натаму, секогаш да имаме контакт со човекот кој што го земеме, доколку го земеме од прифатилиште, задолжително прво да се однесе кучето на ветеринар, да се провери точно за овие заразни болести, да се направи еден мал тест, краток тест, за да знаете од тука натаму што да очекувате од вашиот миленик, затоа што често може искриено во почетокот да носат определена заразна болест, сепак го зимате од прифатилиште кое што има огромна бројка на кучиња, нормално е да кучето со него носи определен причинител. Значи може да се случи, а не е нормално, ама може да се случи. Во таков случај ќе се превенираме во иднина во порана фаза да го фатиме проблемот. И да бидат мирни граѓаните, затоа што вакцината секако спречува болест, како кај луѓето, така и кај кучињата. Контролира и функционира. Ова е една од да речеме, сигурните вакцини кои што ја има кај животните, затоа што со години, децении наназад се користи. Прашавме и претходните гости која е вашата желба за новата 2026 година, што си посакувате и што им посакувате нашите гледачи? Па, вака се апанса сме фативте, не знам, што посакувам. Навистина посакувам држава да го реши проблемот со бездомната популација на кучињата. Навистина тука мислам дека доста потфрламе како општество. Треба државата малце по-добро и да го изменаџира процесот. Финансиите ние како граѓани ги плаќаме, односно
општините понатаму ги исплаќаат за последицата од проблемот, всушност еднаш да ги претркаме овие чекори, односно да одиме во превенција, односно средствата да ги искористиме во превенција, а не за плаќање на оштети кон граѓаните. Навистина огромни средства се трошат во државата за плаќање на оштети кон граѓаните, милионски суми буквално, а за третирање на проблемот се користат многу помалце суми од тоа. Мислам дека е крајно време веќе да дадеме повеќе средства за превенција, за контрола, да ги намалиме животните на улица на хуман начин во определен временски период од година, 2-3, не веднаш, затоа што така нема како, немаме магично стапче, но навистина треба веќе да се одделат не толку голем број на средства и не различен број на средства тоа што сега одделуваме, но на правилен начин да бидат одделени со цел да се контролира проблемот, затоа што тоа се едни нови души кои што во континуитет одат на улица, кои што патат во нивното функционирање, а единствени виновници не се тие, туку сме ние луѓето за нашето неодговорно одгледување на животните. И секако да им дадеме шанса на сите милиници да бидат на некој начин дел од нашето семејство. Благодарам многу на одвоеното време, благодарам за соработката која што имавме во текот на 2025 и се надевам дека ќе продолжиме во иднина како и досега. Со најголемо задоволство. Благодарам. Благодарам.